Coming to the fourth regional youth leadership forum to Nonstad, and of course I would like to yours. This is a panel discussion organized because we od sredine 19. veka, ali nažalost razmere egzodusa posljednjih decenija su bez presedana. Lone Mehmeti iz Prištine i Stefan iz Pirovska iz Skoplja. Dobrodošli. Izazove, neke smo pomenuli, a poznati su nam svima. And to include younger people when we speak about them, and when we read discussion and when we reach consensus on the issue that matter to them. I hope that this panel will... Визија за регионот, имајќи го предвид она што до сега го слушнавме. Дам да бидам кус и ќе зборувам на ниво на тези за двата дела од вашето прашање. Иако е ноторно познато дека е невозможно се предвидува иднината ни за 2 ни за 10 години, ја ќе се обидам да поставам неколку тези од кои мислам дека ќе зависи иднината на регионот. Прво, ние имаме структурен проблем, се зборам само за Западниот Балкан. Имаме структурен проблем и тој не се однесува на лошата структура на економијата и не се однесува на лошата структура на нашите политички системи. Се однесува на нашата лоша ментална структура во која сите западно-балкански нации од својата независност до денес се зависни, се addicted од меѓународната помош и меѓународната поддршка пред се од двете главни институции од Западната алијанса, значи Европската унија во прв ред и потоа и НАТО алијансата, оние кои тоа сакаат да го постигнат како. Ние од тој менталитет многу тешко се ослободуваме. Преведено на народски, ако не добиеме поддршка од Брисел, ние не знаеме што ќе правиме со себе. Ова е значи многу општа теза, се разбира има и исклучоци и тие треба да се поздрават. Меѓутоа, за жал, до ден денес автономните капацитети и ресурси и идеи и креативноста на локалните луѓе не е искористена ни 10% во оваа насока. Мојата главна теза е дека нашите општества можат да просперираат со задоволително темпо на прогрес само и само ако ние ги користиме примарно, не исклучиво, примарно домашните ресурси. Дел од нив имаме со нас на Бина денес, овие прекрасни, паметни млади луѓе ни покажуваат дека ние домашната памет не ја користиме ни од близу, ни од далеку доволно. Значи, да одговорам на прашањето за 2 години од сега, моето предвидување е дека регионот скоро воопшто нема да се разликува од она како изгледа денес. Зошто? Затоа што овој менталитет не се менува, почнува да се менува со регионални иницијативи од типот на мини Шенген и тоа е одлично. Меѓутоа за 2 години вие не можете да смените менталитет, за тоа требаат генерации. Значи за 2 години од сега ние ќе бидеме тотално зависни од тоа што ќе понуди као концепт за развој Европската унија. Али комплетно. Се на тој план има лоши вести. Неодамна, на 18 октомври, добивме катастрофална вест за регионот. Ако некој мисли дека е тоа само лоша вест за Северна Македонија и за Албанија, се лаже, тоа е лоша вест за регионот. Ние не добивме како држава отворање на преговорите, иако направивме еден потек кој е без преседан во модерната светска дипломатија. Ние го променивме името на државата за да почнеме преговори и еден ден да бидеме членка на Европската унија. За жал, Европската унија као целина тоа не го почитуваше. И тоа е се уште страшен удар на сите еврофили во мојата земја и во нашиот регион. На мојот разговор со францускиот председател околу таа фамозна нова методологија за преговори, јас го прашав, а што ќе се случува со државите кои во овој момент преговараат? Црна Гора е во својата 7-ма година преговори, Србија 4,5-5 години до сега. Ми вели, на тоа прашање дополнително ќе се навратиме, бидејќи во овој момент не знаеме како ќе го углавиме досегашниот прогрес во преговорите и со новата методологија која чекаме да ја видиме. Првичните информации кои ги добивме за новата методологија, што е многу рана иницијална фаза,
се дека тука ќе има доста инпут од другите земји членки и по дефиниција во организација која има 28 земји членки, логично е дека ќе земе време. Ако во таа методологија останат некои предлози кои се сега, може само да се одолжи процесот на преговарање, и особено имајќи го во предвид принципот на реверзибилност, на враќање на самиот почеток, и ако претходно веќе успешно се испреговарал еден кластер на прашање. Но да не ве гневам се со тој бирократски речник на Европската Унија, ние сега за жал сме во позиција да чекаме што они ќе понудат и према тоа ние ќе се адаптираме. За 10 години од сега, ние ако продолжиме во оваа насока, да ги форсираме автономните регионални иницијативи и полека не да ја менуваме, не да ја компензираме Европската Унија со членство во неја, туку да бидеме комплементарни на нивните иницијативи, колку и да се наброи и какви и да се по содржина, ние можеме многу побрзо да напредуваме. Значи, ако, да кажам народски, ако ние се опаметивме после години и години чекање во предсобјето на Европската Унија, и ако продолжиме да преговараме, апсолутно, као приоритет број 1, но ако се повеќе и повеќе се обидуваме да направиме Европска Унија во мало на овој западно-балкански простор, јас мислам дека имаме шанси да ги задржиме младите луѓе повеќе и имаме шанса нашите општества стварно да ги трансформираме не само низ тоа бирократско штиклирање на поглавја како што беше досега преговорите со Европската Унија. Но да заклучам и да завршам со тоа. И за 2 и за 10 години мислам дека регионот ќе има уште помалку луѓе, не само млади, генерално луѓе од ова што го има сега. Таа бела шума, ја мислам дека ќе не следи уште долги години. Ова што председателот Вучич го кажува околу Естонија. Нашите бугарски колеги и пријатели го кажуваат за нив. Многу е различна стапката која вие ги нивелирате луѓето кои заменуваат и луѓето кои се враќаат. Тоа прилично индивидуално е. Меѓутоа, како и да е, имате држави членки постојани на Европската Унија, како што е Хрватска, од кај што иселувањето последните години е исто така алармантно, според нивните собствени статистички податоци. Значи, тоа ќе се случува, но што е апсолутно круцијално. Овие млади луѓе можат да се селат низ светот кај сакаат, за подобар живот, за повеќе повисоки примања, али многу е битно ние као одговорни политичари, кои сме овој период на власт, да им понудиме прва шанса да успеат овде. До сега, они немаа прва шанса да успеат у регионот. И ние не можеме да ги кривиме нив. Они имаат само еден живот. Сите ние имаме само еден живот. И никој не е луд да го потроши тој живот во држава во која ние чекаме да отвориме некое поглавје, држава која преговара не знам колку години со Европската Унија, држава чиста просечната плата во мојата држава, и ја мислам дека слично и во другите држави за кои сме сега на бина, и околу 400 евра. Па јако би било, јако, а не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Благодарам.